Благодарам, почитувани колеги, заменик министер. До сега колегите пратеници много от темите кои сакав и аз да ги дискутирам по овој закон веќе ги образложија, односно денешното донесување на Законот за јавни набавки, кој е целосно нов закон и е по скратена постапка со европско знаменце, всушност еден сложен решава, односно регулира еден сложен систем во кој се вклучени многу засегнати страни. И тоа од јавниот, така од приватниот сектор, содржи бројни постапки во кои се трошат јавни пари. Тука се јавните набавки, основниот принцип на транспарентност, на еднаквост на тие економски оператори и затоа е многу важен овој закон. Знаеме тоа што значи усогласување со европските директиви и овој закон, како што кажа и колегите и вие, донесен 2007 година, претходно немаше никаков закон за јавни набавки. После тоа се усогласуваше со европските директиви 2014 година, се направија одредени измени и надвор од тие директиви, затоа што тоа самото економско живење го бараше во делот измени и дополнувања, за кои ние како позиција тогаш бевме доста критикувани, меѓутоа секогаш е важно согласување на законските решенија со реалната економска состојба, капацитетот и силата на економските оператори, односно на стопанството, и тоа ќе покаже дали тој закон е добар или не. Носиме ново законско решение за кое колку и да се фалиме, односно колегите од власта дека е добар закон, добриот закон може да се каже доколку профункционира добро, доколку ги задоволи сите тие што се чинители внатре, односно и економски оператори, и во делот на злоупотребата или транспарентноста, и тогаш можеме да кажеме ние дека сме донесли добро законско решение. Меѓутоа едно мора да се согласиме. И да се донеси добро законско решение, добро е да се имплементира добро и да се почитува тоа законско решение. За жал, само кратко, кај мене постои сомнеш дека оваа влада може и знае тоа да го имплементира добро, затоа што и претходното законско решение кое ги усогласуваше во голем дел законските, односно европските директиви, покажа во изминатиот период што значи тоа непочитување на закон. Се носеа, односно се направија набавки во 4 очи без јавни тендери. Тоа е и во образованието, тоа е во делот на здравството, во делот на лабораториите, негде за 35 милиони евра, во делот на веледрогериите. Тоа е голем знак, прашалник на капацитетот на институциите, односно на владата, која треба да го имплементира ова законско решение. Меѓутоа да се вратам да говорам на законот, она што мислам дека не беше претходно кажано. Во делот на неколкуте предлози кои значат тоа усогласување, укинување на задолжителноста на електронската аукција, докажување на способноста за учество на тендери може да се врши само со изјава. Меѓутоа ова што мене ми дава голем скептицизам е да договорните страни не објавуваат оглас, туку да избират најмалку 3 фирми, со тоа што се даде можност, односно прагот на 1000 евра, од 500 на 1000, и имат понудено свој производи или услуги, може негативно да влие врз таа конкурентност и транспарентност. Ке се согласите и вие со мене дека повеќе од половината од сите учесници во тие јавни набавки се од мала вредност. Така да таа половина на тие фирми што треба да се пријават, нема да му се даде можност со изготвена тендерска документација да учествуваат, затоа што ќе бидат во таа групација на 4 очи, односно со 3 понуди. Тука се дадени надлежностите и на Бирото на јавните набавки, која зема сега контролната функција. Во овој период веќе имавме празен простор на таа контрола и надзор, затоа што се укина советот, веќе 1 година немаме во тој дел. Меѓутоа не дава и не гарантира целосен надзор во процесот, односно следење на реализацијата на склучените договори. Законот не содржи антикорупцијски одредби. Тоа и го кажав и јас на комисијата,
кои се забелешките, затоа што голем дел од забелешки, кога се носи некој ваков закон, ги добиваме од економските оператори, од договорните страни, од луѓето кои работеле на оваа тематика и знаат пред време што понатаму ќе пречи во тој дел на донесувањето на ваквата законска регулатива. Да, се усогласува, меѓутоа не во сите сегменти онаму каде што економските политики во овој период се такви какви што бараат во некои делови одложено применување. Кажа во делот на прагот од 500 зголемување на 1000, рокот на важење на таа рамковна спогодба во класичниот јавен сектор не сме да е подолго од 3 години, а во секторската дејност повеќе од 5 години и дава можност на договорните страни да фаворизираат одредени економски оператори од 5 години, каде што ни цената не се променува. Значи, тоа ќе доведе до одредени и нерегуларности и ќе доведе до можност на поголема коруптивност. Во делот, не знам дали некој од колегите го опфати тој дел, меѓутоа тоа е во делот на организациониот облик во рамките на работењето на фирмите, каде што треба да има потврда за положен испит за лица за јавни набавки. Има многу каде што работат и со средно образование, каде што нема да можат таа потврда да ја земат, а не се говори и да се предвидува за тие лица кои треба да се подбодираат со посебен бод со оглед на одговорноста што ја имаат во тој дел. Многу од лицата, од вработените, не сакаат да ја работат оваа работа. Значи имаме проблем во овој дел, затоа што носи голема одговорност, затоа што досега е покажано дека е прстот ставен на тие лица и тука мораме ние да ги охрабриме или со повисока плата, покрај таа лиценца што се дава, да ги мотивираме да ја работат ова одговорна функција, односно одговорна работа. Во делот на неколкуте препораки што ги добив како пратеник, дел има поделено кои остануваат на препораката по најниска цена, а квалитетот има методи да се испине на неколку начини, односно да се фаворизира. Во делот на банкарската гаранција, да, во посебно големите, односно градежниот сектор и секаде каде што е потребна таа, меѓутоа во делот на услугите, времени вработувања, услуги за одржување на хигиена. Тука банкарска гаранција ги носи фирмите во состојба на опстанок. Тие една фактура им е, минимум една фактура се во минус. Тоа е доволно за да всушност тие ја покрија таа вредност од таа банкарска гаранција и после тоа имат други реперкусии. Рокот на плаќање, а знаеме тој му е најголем проблем, не е детерминиран, добро е да е 30 до 45 дена и во делот на жалбата се намалени средствата, меѓутоа поголем дел е доколку може таа да биде, односно да биде иземено, да биде бесплатна жалбата, колку е тоа возможно. Инаку, многу од колегите кажуваа дека има добри усогласувања со директивата, посебно во делот на одредени еколошки критериуми за постапка на јавни набавки со прописи за заштита на животната средина. Тоа е многу добро и е во интерес на сите граѓани, на економските оператори, меѓутоа и на сите кои живееме во делот живееме во Република Македонија, меѓутоа во согласно со соодветни одредби од директивите, европските трендови за потигнување на зелените набавки. Така да, мислам дека кога ќе заживее овој закон, ќе се појават сите овие пред време детерминирани негативности кои ќе им пречат на економските оператори, затоа што е обемен, кажав, кој ги опфаќа и сите тие препораки треба да се земат во предвид кога се изработува ваков сложен закон. Благодарам.